Dragi braće i sestri, dragi prijatelji i svi koji ne pratite popad na internet, bi sakal da ve pozdravam i da vi posakam Božji blagoslov. Danes, ovo naše razmisluvanje, će se posvetime i našto vreme će go odvojime za smislata i celta na човечки od život. To će bude predmet na našto današnjo razmisluvanje. Svi ние сакаме да пътуваме, верувам, посебно оние кои сакат да патуват, да истражуват и да се качуват по големите светски планини. Кога читаме, например, за Хималайските планини, читаме за много експедиции кои одат таму и уживаат во таа природна убавина. Некој рекол дека по убавина таа далечна област, Хималайските планини, нема слична на себе. Никакви зборови не може да ја опишат, се додека човек таму не стапне, додека таму не отиде и едноставно да биде воодушевен од таа голема творба. Ние веруваме дека тоа е творба на самиот Бог. Интересно, таа планина е висока некаде околу 7000 метри. Со своите белоснежни висини го впиваат самото небо. Едноставно, во човечкиот дух кој е жеден за повеќе успеси, избувнуваат се повеќе и повеќе желби да стапне на таа највисока точка на земјата. Хималајските планини. Вистина нешто прекрасно, нешто што човекот го привлекува да отиде и да види. Но секако таму постојат и некои опасности. Некои луѓе можеби се плашаат, но многу експедиции, иако таа планина е опасна, сепак одат охрабрени и ги едноставно освојуват тие планински врвови. Меѓутоа, драги пријатели, браќи и сестри, сите ние, како луѓе, имаме една своја експедиција или своје патување. А таа област се вика живот. Токму ние ќе размислуваме во ова наше предавање за смислата на животот. Која е смислата на животот? Во ова мало книже има интересни податоци, има интересни работи запишани и малце покасно ќе прочитам некои податоци кои се многу важни кога размислуваме за смислата на животот. Прашањето за смислот на животот е колку голем, толку е и тежок. Се постава прашање зошто јас живеам? Зошто сум се родил? За да работам, да учам, да одам секој утро на работа, потоа да остарам и да оставам нешто на моето поколение и едноставно да заминам. Дали е тоа смислот на твојот и на мојот живот? Секако, Библијата ќе ни даде во ова предавање одговор, драги пријатели, што е вистинскиот смисол на нашиот живот. Дали е тоа само едно патување без крај? Секако, кога размислуваме за Светото Писмо, за Библијата, таа ни дава исцрпни одговори на прашањето кој е смислот на животот. Но, ајде да го споменеме на почетокот и Ками, наречен филозоф на очајот. Тој го зема древниот грчки мит за Сифис, кој што боговите го казниле заради измама бескрајно да качува по една планина еден огромен, голем, тежок камен. И кога тој ќе стаса, ќе стигне горе на самиот врв од планината, каменот повторно се враќа на почетокот и повторно го турка, повторно, одново и така во бесконачност. Нашиот живот, вели Ками, е како тој камен. Се раѓаме, живееме, умираме и после нашите деца го започнуваат истиот циклус. Каков е тогаш, драги браќи и сестри, драги пријатели, смислот на животот, ако тој живот се врти во круг? Оно што ние сме го правиле, тоа го наследуваат нашите деца како потомци, потоа нивните деца и тоа се постојано врти во круг во нашиот живот. Дали е смислот на животот всушност како овој Ками, наречен филозоф на очајот? Значи се раѓаме, растеме, одиме на училиште, ги осознаваме сите животни работи, потоа и проблемите, работиме од утро до мрак, создаваме семејство, потоа старееме и на крајот доаѓа крајот, доаѓа смртта. И потоа од почеток нашите деца го прават и го поминуваат истиот пат, истите патеки по кои ние сме оделе.
Da li je počituvani smislot na životot takvo nešto? Jednostavno, evo što kaže Heinrich Heine. O, rešite mi ja gatankata na životot. Kažete mi zašto je predodreden čovekot. Od kade došao i kade odi. Mnogo luge slušam go postuvat isto to prašanje ili istite prašanja. Kažete mi zašto je predodreden čovekot, kaževa ovaj Heine. Od kada sam došao i kade zaminovam. To se prašenja koji gomačat i današnji čovjek, dragi prijatelji, brakje i sestri. Ajde na početak da spomeneme, a tije ki gi obrabotime vo tek od nova razmisluvanje, 5 točki koji se mnogo važni da gi znajeme. Prvo, treba da znajeme zašto postojime. Zašto postojime? Zašto sme se rodile? V ova knjiže, Smislata na životot, ovde pisatelot dava nekoliko informaciji za luge na kojim bilo postavljeno prašanje to koje je smislo na njimnio život. Ili pak, zašto se razočarali vo životot. I koga ovde gi čitam, ovi podatoci se mnogo tragični. Kako krajen i vjerojatno najžalosen produkt na vakvata sostojba poveke i poveke je se prisuten vo životu, do sovremenio život je aktot na samoubijstvo. Mnogo luge, koga došle do dzid, do ta crna točka, koga ne gledale poveke izlez ili otvorena vrata, posegnuvat po svoj život. Evo je podatok koji je mnogo strašen, počitovani. Spored aktuelните statistički podatoci, vo svetot sekoj den se izvršuvat okolo 2700 samoubijstva. 2700 ubijstva. Ova brojka veke može biti stara. Ta brojka postojno odi nagore. I zamislite, ako dnevno toliko luge posegnuvat po svoj život, zato što ne našle poveke smisl na svoj život i sakal da go prekratat, a vo godinata ima 365 denovi, i zamislite, ako gi pomnožite tije denovi s ova brojka, doagime skoro do 1.000.000 luge. Sekojdnevno, koji se skršeni od životot, koji stradat, koji došle vo slepa ulica, bi rekle, si ga odzemat, sebi si životot. Interesno, vo ta grupa se naogjat luge so golema čovečka inteligencija, bogati, koji imat se, no nažalost dušata im je prazna. Ovde veli ne uspejale da ja zadovolat čovečkata duša i da je odgovorat na osnovnite prašanja. Zašto sam se rodil? Zašto postojam? I zato ova točka je mnogo važna. Treba da znajeme zašto postojime. Vtoro, život bez cel i smisl ne go zadovoljava nikogo. Može da imaš pari, može da imaš debela štedna knjiška vo banka, može da imaš golema kuki ili kuki, može da si slaven i da doagja tvoje to ime i tvoja ta slika na naslovna strana na dnevnite vesnici, no to ne vredi, počitovani. Ako to nego zadovoljava tvoj duh, tvoja ta duša, ništo ne vredi. Zato je mnogo važno vo našoj život da imаме cel, da imаме smisl zašto postojime. Понатамо, životot je neskapocen. Sve pominува, sve se kupува, no život ne se kupува. Imаме един život podarен od Boga i treba da go koristime na blagoslov, na bližnite, a sekako i na našiot Bog. Četvrto, životot ima smisl i cel zašto ima Bog. Samo ako je Bog vklopen vo našiot život, tvojot i mojot život ima smisl. Ako go nemаме Boga, zato veli prvata zapoved, ja sam Gospod Bog tvoj. Ako stavame se drugo pred Boga, a Bog tamo na posledno mesto, našiot život će bide bezcelen. I zato ove luge koji bile bogati, koji bile slavni, posegnale po svoj život. Evo ovde se posočuva Germanija, razvijena zemlja. Vo 1995. godina 12.888 izvršile samoubistvo. I koga ovde veli pisatelot, koga se proučava ta statistika, jednostavno se zabeležava porast novije tragični pojavi.
Zašto lugito postegnale po svoj život, dragi prijatelji? Zato što ne uspjele da ostvara ta žalna namjera. Se počustvovale prazni, go nemale Boga vo svoj život. I život ima smisl samo, kako što spomnav, ako je Bog vnatre. I 5. točka, smisl na čovečki život je da go pobarame, da se zapoznajeme i da go slavime Boga. Zato, dragi prijatelji, ako živeš bez Boga, ako ti je Bog tamo daleko nekade, pobaraj go večera, pobaraj go deneska. Bog je, znate koliko dalečen od tebe i od mene, koliko što traje jedna molitva, a molitva ta traje kratko. Pomoli se, zemi Biblija, nabavi Sveto pismo, čitaj. Ovdje gdje ga otkriješ Boga, njegova ta ljubav, njegova ta milost, njegovo to prostuvanje, sve ono što na čovjeku tmo je potrebno. Našto postojanje treba da ima sodržina. Vo nas ima cvrsto, nepokolebljivo ubeduvanje deka životot ima smisol i cel i nekog seke bide besmislica. Znači, treba da znajeme, kako što čitame, treba da znajeme zašto postojime. Albert Camus ponatamo veli, to što me zasega vnatre vo mene je da razberam kako se razgledova smislot na životot. Kako iščeznova osnovata na našto bitije. To je nepodnosljivo. Čovjek ne može da žive bez nekakav smisl. Znači, mora da ime cel, mora da ime smisl na tvojето i na mojето postojanje. Ako toga nemame, nije ke se počustvujeme prazni i onaj neprijatelj čovječki ke ni šepoti, ke reče nemaš potreba da živeš, nikoj ne se griži za tebe, nikoj ne te saka, nikoj ne saka da se družiš od tebe, za tebe nema smisla na život. Ajde, napravi kraj. Galot je toj koji može da ni šepoti takvi negativni misli. No Bog je tuka pored nas. To je ne saka počitovani. Celta opravdува големи идеали. Васил Левски лесно ги трпел неизбежните страдања, зашто знаел дека ако изгуби, ќе се изгуби само себе си, но ако добие, ќе добие цел народ. Гледате, овој човек Васил Левски ги трпел сите страдања, зашто знаел како што Исус трпел ради нас. Преко Христовата смрт ние сме спасени. Христос трпел ради нас. Тој можел да каже, доста ми е од овие римљани, доста ми е од овие евреи, ја ги хранев, а тие плукаат, ја ги воскреснувам, ја ги лечам, а тие ме носат на крст. Доста ми е. Но Исус знаел од неговите страдања и преко неговата смрт, ова човештво ќе биде спасено. Одеме понатаму да читаме за Питогули, познат револуционер. Еве што кажале за него. Тргнал смело кон смртта, зашто верувал дека еден ден народот ќе каже дека умрел за правда и слобода. Гледате, почитувани, целта оправдува големи идеали. Ако ја читаме и македонската историја, многу наши херои ги дале своите животи за некои идеали. Имали цел и животот да го дадат за тие своји идеали. Значи, ние постоиме за нешто. Не сме се родили ние така, овде во Македонија, или тие во Бугарија, или во Грција, или во некоја друга држава. Секој од нас има своја цел и зошто сме се родиле и Бог сака да биде со нас. Но сепак знаеме дека се појавуваат сомнежи, дека едноставно има проблеми. Често пати ние размислуваме за себе. Може би ја бараме својата цел и понекогаш не исполнува сомнеж. Многу пати ја следиме со сите сили поставената цела. Може би ќе поставиме некоја висока цел и се стремиме цел живот да ја постигнеме и не можеме. Се случува да удариме дури во цит. Во друг случај најпосле ја постигнуваме може својата цел и тогаш сме радосни, тогаш сме среќни, тогаш не е убаво кога сме нешто постигнале во својот живот. Меѓутоа, ако Бог не е на прво место во нашиот живот, сите наши други цели може да бидат промашени, почитувани. Затоа ако Бог го постави на прво место и сите други наши цели кои ќе ги постигнеме, ќе се чувствуваме радосни и среќни. Би требало да си одговориме, може би, и на прашање, дали е Бог секогаш на прво место во нашиот живот. Да не бидеме едноставно
поколебани, ако нешто не се успеало во животот. Знаеме дека овој живот е полн со сомнежи. Полн со сомнежи. Се е глупаво и безсмислено. Животот е лоша шега, која што некој си дозволил да ми ја направи. Значи, кога човек ја почне да се сомнева, тоа е многу опасно. Сомнежот е како рѓа, кој го напаѓа железото и со години, со месеци, таа рѓа го напаѓа еден ден, ќе го изеде. Зато да се ослободиме од сомнежот. Наспроти сомнежот потребна е вера. Потребна е вера. Верата е нешто во кое веруваме, а не го гледаме. Тоа е вистинската вера. Знаеме дека Библијата ја дава таа интересна дефиниција. Но, од друга страна, скептикот, знаеме, се гледа црно во животот. Животот е едно безумие. И тој вели, зошто да живеам? Не се исплаќа, не вреди, никој не ме цени, никој не ме сака. И така, знаете, луѓето се како габи или печурка. Знаете, печурката никнува и многу не живее печурката. Таа наутро, преку ног, се појавува и наутро излегува, изникнува од земјата и после некое време таа гние. Таа едноставно ја нема. И животот некој велат е голема измама. Игра на призори. Мечтеете, се надевате, се радувате, може би сте и срекни понекогаш и вели, тоа се е измама. Дали е, почитувани, животот наш, твој и мој, како некоја габа, печурка која ќе се појави и ќе изгние. И знаете каква е лигава таа габа или печурка која е гнила. Никој не ја бара. Таа ја фрлат како ѓубре. Едноставно, некои велат или имат лекомислени сваќања. Знаете, тоа се сваќања, јади, пи, весели се, зашто сега имаш, утре не знаеме што ќе биде. Направи го попријатен твојот живот, независно што ќе биде утре. Некој како да го исполнуваат овој библиски текст кој го наоѓаме во книгата на пророк Исаија, 22 глава, во 13 стих читаме: ете радост и веселба, колење на говеда и колење на овци, јадење месо и пиење вино. Изборуваат да јадеме и да пиеме, зашто утре ќе умреме. Нажалост, некои луѓе се претворили само во стомаци, само да јадат, да пијат и тоа им е се. Тие исполнуваат и ова пророчка мисла во Исаија, да јадеме и да пиеме, зашто утре ќе умреме. Да, утре ќе умреме, ќе дојде тој ден. Секој кој се родил еден ден и ќе умре, ако Исус не дојде до тогаш. Меѓутоа, сепак, тоа не е библиски. Бог не создал само да јадеме и да пиеме. Потребно е да јадеме и да пиеме, за да го одржиме животот. Но не е целта, не е смислот, почитувани, само во јадењето и во пиењето. Еве, на сликава го имаме човекот Гарибалди. Неговата изјава е запишена и гласи да се роди, да живее, да јаде, да пие и на крај да умре може секој. Секој од нас. Човек треба да живее живот полезен за луѓето. Интересна изјава. Некои се раѓаат и живеат само за да јадат, да се напијат. Зошто утре ќе умреме, како што читавме во книгата на пророк Исаија. Но сепак, вистината е следнава. Човек треба да живее. Живот полезен или благословен за општеството, за своите, а пред се за Бога. Ние сме Божи созданија, драги пријатели, браќи и сестри. Бог нас не создал според негова слика и прилика. Од друга страна, ние можеби премногу работиме. Непрестано работиме и немаме време да се задлабочиме во суштината на животот. Но секако не смеме да ги одбегнуваме и животните проблеми, кои можеби тука се пред нас. Но дека сме живи, ние сме должни да ги ставаме најважните прашања на прво место. Дури и да си зададете прашања од вечен карактер. Животните грижи, почитувани, на кои што се дава приоритет, брзо можеби го потиснуваат и огнот кој гасне. Тоа е прекршок на првата заповед. Не смеме проблемите да ги ставиме на прво место. Бог треба да биде на прво место.
a другите работи подолу и ќе се решат се во свое време. Бог има решение за секој проблем, меѓутоа да не ги мешаме тие работи во нашиот живот. Тоа е втиснато внатре во нас. Бог треба да биде на прво место, а другите работи Бог ќе ни помогне да бидат решени. Знаете, она изрека немам време од работа. И навистина општеството во кое живееме е такво општество. Мора да се работи за наш опстанок, физички опстанок, зашто потребни се материјални средства. Но ако е Бог на прво место, Бог ќе ни го даде она што е битно, она што е важно, она што е потребно во нашиот живот. Најважните прашања на прво место. А што е најважно? Најважен е Бог. Ако Бог ни даде здраве и сила, ќе имаме време, ќе имаме можност да заработиме и да го прехраниме семејството. Значи, ова изјава немам време не стои и не држи и не треба да ја користиме. Барањето на вистината бара и смелост. Значи, понекогаш треба ние да бидеме и смели, храбри, да не бидеме песимисти, туку да бидеме оптимисти, дека ќе се решат проблемите. Блез Паскал вели, ние одиме спокојно кон една бездна, кога си поставуваме нешто пред очите, за да не ја видиме бездната. Понекогаш ние ставаме некоја црна крпа пред очите и тогаш ништо не може да видиме. Ние мора свесно да влеземе во костет и со проблемите, со тие предизвици кои се појавуваат во нашиот живот. Значи, понекогаш одиме кон некоја бездна, вели Паскал, и едноставно ставаме нешто пред нашите очи, за да не ја видиме вистината или бездната. Несекни се оние луѓе кои не го знаат смислот на својот живот, а увереноста дека тоа не може да се знае толку распространета меѓу луѓето, што тие дури се гордјат како со мудро со тоа што не сакаат да го знаат. Зошто многу луѓе се несрекни? Затоа што не си го знаат смислот на својот живот. Зошто ние сме се родиле на оваа земја? Зошто постоиме? Ако ја читаме Библијата, почитувани, ние ќе го откриеме вистинскиот смисол на нашиот живот. Ние не сме се родили само да живееме, да се мачиме, да боледуваме, да работиме цел живот и на крајот неколку години да бидеме во пензија и да не снема. Како никош да не сме постоеле. Божјата цел не е таа. Ние сме на оваа земја да го прославиме пред се Бога. Бог има за нас добри вести оваа вечер, овој ден. Бог има добри намери, но ако ги следиме неговите правила и неговите упатства, ние ќе го сватиме, ќе го разбереме вистинскиот смисол на нашиот живот. Треба да знаеме зошто постоиме. Зошто сме овде. Кој разумен човек би сакал празен живот? Кој е задоволен кога преминува од пусто во празно? Кој би се радувал да полни буре без дно? Замислите сега, земате вода и сипате во скршена чаша или празно буре. Цел живот сипате вода и никош да не го наполните бурето. Дали ќе се задоволиме со твојот и со мојот живот ако тоа го работиме? Кого би го задоволила безсмислена работа? Ако прифатиме дека животот нема смисол, ние се одвраќаме од него. Ако прифатам дека светот нема смисол, тогаш прифаќам дека и мојот живот нема смисол. Оној кој е без здрава цел во животот, кој го насочува, го држи, се раскинува од своите внатрешни противречности. Да немаш цел во животот значи дека не си личност. Човек без смисол и цел е превртен воз. Значи, човек кој нема смисол, кој нема цел, е како превратен воз. Затоа, кај толку многу самоубийци наоѓаме белешки. Знаете, кога некој ќе изврши самоубийство, доаѓа полиција и претежно пронаоѓаат некои листови хартија на кои има некои последни зборови. Претежно во тие листови хартија пишува: животот веќе нема смисол, не ме се живее. Никој не ме сака. Едноставно, треба да си волк за да обстанеш. Животот ми се претвори во страшна замка, темен тунел без излез. Тоа се некои последни пораки оставени од луѓе кои посегнале по својот живот, затоа што за нив животот повеќе немал смисол.
Неверникот не го открива смислот во стварањето, уште помалку во себе. И затоа, почитувани, ако Бог не е во нашиот живот, навистина нашиот живот ќе биде безсмислен. Ќе немаме цел. Атеистот Ниче и неговата теорија за суперего, не случајно тој бил филозоф, кој што го обожавал Хитлер и влијал Хитлер на неговата идеологија. Гледате, овде што пишува за Ниче, како што овде испомнав пред малце. Тој Ниче се разболел. Ниче завршил како човек со затемнет ум после долготрајна болест. Тој го завршил својот живот со затемнет умот. Дали ви е познато дека писателот Хемингвеј извршил самоубиство, а со својата депресивност и со својот начин на размислување неисчекор ги навел и другите членови на неговото семејство. Страшно. Гледате колку тоа има влијание, едноставно нерасположен, во депресија, нема смисол на животот, ги навел и останатите членови да посегнат по својот живот. Затоа Бог сака да ни помогне, Бог сака да ни укаже дека ние вредиме во неговите очи. Полн со внатрешни противречности се појавуваат. Понекогаш мислиме дека има невозможни работи кои не може да се решат, дека животот е глупав и тежок. Да, тоа се мисли кои може да дојдат во нашиот живот. Едноставно, тие се таквите мисли кои провејуваат, зашто живееме на една грешна земја, грешна планета, кај што ѓаволот доминира и неговата моќ. Но Господ е посилен. Човек е полн со противречности. Најнесреќен од сите созданија, полн е со потреби и желби кога ќе ги задоволи или кои не се задоволуваат. Истина, само Бог е тој кој може да ни помогне. Наспроти сите теории, почитувани, наспроти сите мудрувања, сите ние треба да го цениме нашиот живот. Најмоќен доказ за тоа имаме во приказите на лица кои во смртна опасност биле излечени од канџите на погибелта. Јас имам пријатели, ги познавам, кои луѓе биле на работа од својот живот, кои само што не посегнале да го прекратат својот живот, но во тие мигови некој се јавил, во тие мигови некој дошол и од бездната биле извлечени. И навистина, смртното бледило, паника, запирањето на пулсот и дишењето зборуваат едно. Ние се дружиме за живот со една навистина упорност. Во тие црни мигови, во тие тешки моменти, кога црна лента му доаѓа пред очи на човекот, кога не гледа излез, кога не гледа отворена врата, оној непријател човечки Божи му вели посегни по својот живот. Но има луѓе кои се одвратиле, кои дошле, кои се спасиле и кои го продолжиле својот живот. Навистина, сите ние го цениме и чувствуваме ужасот пред лицето на смртта. И затоа да не му дозволиме на непријателот, на ѓаволот да ни шепоти со негативни мисли, со негативни сценарија, ние треба животот да го предадеме во Божи раце. Ние со горчина сретнуваме секакви страдања од секаков вид, но сепак се трудиме да живееме што е можно подолго. И навистина така треба, да живееме. Има луѓе кои се самоубиваат, но тие се исклучоци. Професорот, еве еден пример, измислил машина за самоубийство, но малкумина се одлучиле да ја употреба таа машина. Тоа докажува дека човекот само на зборови понекогаш ја прифаќа бесмисленоста на животот, но во срцето е убеден во спротивно. Човекот е роден да живее, не да умреме, а поготово насилно. Но знаеме, ова смрт е плата за гревот, вели Библијата. Ова смрт, според Библијата, е сон. И сите кои заспале со вера во Господа, еден ден ќе воскреснат. Животот не е некаква досадна ситница, почитувани. Тој не може своеволно и неказнето да се стави или да остави со презир на боништето. Ние не сме за боништето, ние сме за небесното царство. И затоа Христос го дал својот живот и тој ќе дојде по нас. Но не смееме да живееме безцелен живот. Мора да го разбереме, да го сватиме вистинскиот смисол на нашиот живот. Фјодор Достоевски во своето писание или во своите
извештаи во своите книги Злосторство и казна, еве што пишува. Ако му предложиме на некој престапник едно од двете, да умре или да остане да живее за секогаш на една висока платформа од 1 квадратен метар, тој ќе ја одбере платформата, но само да живее и да живее. Точно е. Ние сме родени за да живееме. Ние не сме родени да умреме. Но реков, ќе повторам, плата за гревот е смрт. Сатаната успел преку Адама да ја вметне смртта во тој Божи план и да го поремети за неколку илјади години. Но кога Исус ќе дојде, повторно ќе се вратат работите како што треба. Животот е најскапоцен и треба да го цениме. Треба да го цениме, почитувани, зашто еден е нашиот живот. Има нешто многу важно, може и суштествено, кое ги запира атеистите да го барат смислот и целта на животот. А тој е фактот дека кога размислуват за животот и за неговиот смисол, ние неминовно запираме и на постоењето на Бога. Затоа атеистите ретко размислуваат зошто постојат. Кога ќе запрашите некој атеист зошто постои, зошто се родил, тој нема одговор. Зошто? Затоа што те не веруваат во Бога. Зашто Божјата мисла за нас е да се родиме, да живееме, да му служиме на Бога. И кога ќе дојде и смрт доаѓа, секако, но тоа е привремено. Кога Исус ќе дојде по втор пат, повторно ќе ги земе спасените и ќе отпочне еден нов живот. Живот без проблеми, живот без грев, живот без смрт. Тоа е вистинскиот смисол на животот кој треба да биде твој и мој. Кога ги читаме овие извештаи, кои луѓе и како посегнале по својот живот, навистина е страшно. Зошто? Затоа што не го разбрале смислот на својот живот. Моја желба и молитва е, почитувани, нашиот смисол на животот да има во Бога. Бог да биде на прво место во твојот и во мојот живот. Без Бога ние ништо не можеме да направиме. Животот има смисол и цел, бидејќи има Бог. Мора Бога да го усвоиме во нашиот живот. Мора Бог да биде на прво место во нашиот живот. Тогаш твојот живот и мојот ќе има смисол. Проблемот за смисолот на нештата е просто религиозен. Или светот е создаден од Творец и е соодветен на неговиот план, тогаш неговиот смисол е јасен. Или пак светот се развил случајно и нема никаков смисол. Едно или друго. Нема трета опција. Или Бог го создал овој свет со посебни намери, со посебна цел, да човекот се раѓа да живее вечно, и Божјата намера, почитувани, да спомнам дека во почетокот било да човекот живее вечно. Раѓате се и множете се и наполнете земјата. Тоа била првата Божја намера. И кога би се наполнила земјата, Бог би го прекинал повеќе раѓањето. Но во меѓувреме дошла смртта. И знаеме, како што читавме овде, едни се раѓаат, други умираат. Меѓутоа, во првобитниот план, кај Бога немало смрт. Но сега тоа е пореметено. Но затоа таа грешка Исус ќе исправи, кога ќе дојде по втор пат. И ќе отпочне еден нов живот, повторен живот со Исуса Христа. Значи, има нешто многу поважно и суштествено, кој ги запира атеистите да го бараат смислот и целта на животот. И тие немаат одговор. Тие одат во амебите, одат во тие гмизавци, одат во мајмуните, таму го бараат животот, атеистите. Наместо да го побарат животот кај Бога, зашто Бог е извор на секој живот. Кога ќе се задлабочи во смислот на животот, човечкиот дух се ориентира кон една од двете можности. Кои се тие? Прво, запаѓа во скептицизам, ја одрекува смислата на своето постоење, го нарекува празна комедија, која што воопшто не вреди. И второ, ја прима верата во Бога. И со тоа се разбира неговото постоење има разумен смисол. Тие се два пата, тие се две нешта, тие се две работи, нема трета опција. Или ќе паднеме во скептицизам, во депресија, ќе го изгубиме смислот на нашиот живот, или ќе ја примиме верата во Бога. И со тоа се разбира
неговото постоење има разумен смисол. Тогаш ќе сватиме која е смислата на твоето постоење и на моето. Дека ние сме овде гости и дека еден ден кој ќе дојде Христос ќе не земе. А знаете кога си гости некаде, ден, 2, 3, 5 и 10, колку денови одиме на годишен одмор, почитувани? Цела година? Не. Една седмица, 10 дена, па нека бидат и 2 седмици и повторно се враќаме назад. Дома. Нашето дома, вели Библијата, е на небото. Овде сме сите ние гости. Еден ден ќе заврши овој живот. Смислата на човечкиот живот е да го побара и да го запознае Бога. Ова е петата точка за која при крајот ќе кажеме неколку мисли. Значи, смислата на човечкиот живот е да го побара и да го запознае Бога. Каде може Бога да го запознаеме? Во Библијата, во Светото писмо. Тука на овие свети страници ќе го откриеме Божиот карактер, Божиот план, Божјата размисла за тебе и за мене. Хаузер, професор по анатомија, што кажал, без примање на личен Бог, целата вселена не би имала смисол. А и појавата на целиот човечки род со целата култура, борби, копнежи, надежи би биле безсмислица. Гледате, само кај Бога, личниот Бог, тој личен контакт, преку молитва, преку проучување на Библијата, има, вели Хаузер, смисол на твојот и на мојот живот. Затоа, почитувани, ајде денеска да го побараме Бога. Ајде денеска повторно да го побараме и да го повикаме тој да влезе во твојот и во мојот живот. Уште од древноста, значи од тие стари времења, човекот сознавал дека не може да најде во себе смисол на своето постоење. Тој разбрал дека не е создател на самиот себе, туку друг го создал и затоа го побарале Бога. Нема култура и цивилизација која што немала религија. Кога се размислува за смислот на животот, човекот ја има во предвид вредноста, која надминува секоја наша реалност. Значи, во сите култури има некое верување. Сите култури верат во некое божество, може би на погрешен начин, но верата е потребна, почитувани, а таа вистинска вера и вистинскиот Бог може да го најдеме во Светото писмо, во Библијата. Значи, нема култура или цивилизација која што немала религија. Апостол Павле, интересна личност од Библијата, која е запишана како личност во Светото писмо, едноставно верата ни ја посочува како вистинска цел, имено да го бараме Бога. И еве ќе прочитаме една негова изјава за која секунда во Дела 17 глава во 24 стих. Павле овде го кажува тој прочуен говор пред видни жители во Стара Елада или Грција, во центарот на атинската култура на Аеропагот. Ајде да читаме заедно. Павле вели, Бог кој го создаде светот и се што е во него, како господар на небото и на земјата, не живее во ракотворни храмови, ниту му се потребни служби од човечки раце, како да има потреба од нешто, бидејќи тој самиот им дава на сите живот и живот издив и се. Направил од една крв да живеат сите човечки народи по целото лице на земјата, откако им определил одредени времиња и, како овде што вели, граници на нивните живеалишта, за да го бараат Бога, та не би го ли напипале и нашле некако, иако тој не е далеко од секој од нас, зашто во него живееме, се движиме и постоиме, како што рекле и некои од нашите поети, негов род сме. Почитувани пријатели, драги браќи и сестри, овде во овие неколку текстови, односно во овој стих 24, тука се крие смислот на твојот и на мојот живот. Овде се кажано, наш Господар, наш Бог треба да биде на прво место во нашиот живот. Проблеми има, искушење има, тој е доказ дека сме овде на едно тло, на една почва, на една земја, во еден свет грешен, кај што гревот доминира, но наскоро ќе му дојде крајот.
Павле оде не подсетува дека верата треба да биде силна, да му веруваме на Бога во неговите ветувања, она што тој го кажа дека ќе се оствари. Ние сме негов род. На друго место Павле вели, ние сме царско свештенство. Верата во Бога го наситува животот со вистинскиот смисол. Кој ќе го најдеме Бога и кој ќе се решиме да бидеме негови, ние се препуштаме на тој Бог или на божествено раководство. Целта ни е така да го проживееме животот со вера, дека еден ден ќе се сретнеме лице во лице со Исус Христос во вечноста. И затоа Исус денеска сака да имаме ние смисол на нашиот живот. Верата се претвара во силна потпора среде бујниот животен океан. Ние имаме свој животен океан. Ние имаме своја Хималајска планина, која е брдовита, која е неизвестна, која е несигурна и тешка. Но ете тие експедиции, спомнавме на почетокот, сепак одаат да го достигнат врвот и кои ќе дојдат таму уживаат, го дишат тој планински воздух, има чувство на радост, на среќа. Драги пријатели, и ние ни својот живот бурен има проблеми, има искушение. Тоа е океан, а океанот има и бранови. Ги ударат бродовите, но тие се чврсти укотвени. Да се укотвиме ние кај Христа, кај Бога. Достоевски во својот роман Бесови пишува: самата мисла за тоа дека постои нешто безмерно, поголемо од мене, ме исполнува со милина. На човекот многу повеќе од собствената среќа му е неопходно во секој миг да верува дека има некаде спокојна и совршена среќа за сите. Целиот закон на човечкото битие се состои во тоа да може човек секогаш да се поклони пред безмерното, големото. Ако се лишат луѓето од него, ќе престанат да живеат и ќе умрат од очај. Гледайте, почитувани, каде е нашиот лек? Каде е нашето решение? Да се поклониме, како овде Достоевски што вели, пред безмерното, големото. Тој не го спомнал името Бог, но се подразбира на што мисли. И ако луѓето се лишат, вели Достоевски, од тоа големото, безвредното, односно безмерното, ќе престанат да живеат и ќе умрат од очи. Затоа многу луѓе не го сваќат смислот на животот. Многу луѓе посегнуваат по својот живот, зашто не го сватиле, не го разбрале, не поверувале во големиот Бог, кој нуди решение, кој не сака сите и не повикува сите кај него. Затоа, драги пријатели, браќи и сестри, верата поставува пред нулата една голема единица и резултатот е голем. Ние се чувствуваме дека сме нула, кога мислиме да постигнеме по животот и да го прекратиме. Но само една единица кога ставаме пред таа нула, ние сме десетка, најдобра оценка во училиште. Тогаш ние вредиме во очите на Бога. И затоа, оној кој е песимист, тој се смета нула. Но оптимистите се сметаат десетка. Зошто? Затоа што единица ставиле пред нулата, а таа единица е Бог, Исус Христос, кој е тука поред нас и сака да ни помогне. Прашањето за смислот на животот не може да се избегне. Дали човекот е атеист или не е атеист, или верува во Бога. Тој треба да се изјасни зошто живее. Секој треба да се изјасни и да каже во која група се наоѓа. Пред нас стојат две можности, два правци. Скептицизмот од една страна и верата од другата страна. Изборот е твој, пријателе, и мој. Изборот е помеѓу безумството и смисленото. Ако одиме кај Бога, го примаме разумниот смисол на животот и со тоа враќаме надежда. И затоа прашање пред да завршиме, кој е нашиот пат? Човекот е создаден, има внатрешно присутна потреба да го пронајде Бога и да го следи Бога. Некој рекол дека кај во човечкото срце постои празнина и не може со ништо друго да се исполни освен со присуството Божие. Затоа човекот е создаден и има внатрешно присутна потреба да го пронајде и да го следи Бога. Пред нас стојат две можности, како што спомнав. Да бидеме скептицисти, во безумство да живееме,
постоянно да бидеме во некоја депресија или од друга страна, ќе имаме вера и смислен живот во Исуса Христа. Паскал кажал, тешко на луѓето кои што не ја знаат смислата на животот. Верувам дека преку ова размислување вечерва, почитување, дојдовме до некои одговори кои ќе ни помогнат дека смислот на твојот и на мојот живот е само во Бога, само во Христа. Еве Исус што вели, стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ми ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Не си сам, драги пријателе. Немој да размислуваш по твојот живот, дека не вредиш, дека се обична нула. Сите сме ние нула, но Исус е пред нас и ние тогаш вредиме. Ние сме десетка. Вредиме во очите на Бога, зашто Исус го дал својот живот за тебе и за мене, за сите нас. И затоа, сосема на крај, едноставно да прочитаме уште еден текст во Матеј 11 глава. Дојдете при мене сите. Гледате, ова Божја рака, Исусова рака, колку е голема. Секој може да ја допре, секој може да ја фати, секој може да се најде во таа заштитничка Исусова рака. Исус вели, дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети. А кој не е обременет? Кој нема проблеми? Секој живо човечко суштество наидува во животот на проблеми. Но тука Исус вели, јас ќе ве успокојам или јас ќе ве смирам. Земете го мојот јарам на себе и научите се од мене, зашто јас сум кроток, понизен во срцето и ќе најдете одмор на своите души. Господ нека ни помогне и нека не благослови, почитувани. Смислот на нашиот живот е сокриен во Исуса Христа. Исус има решение за секој наш проблем. Нека му е слава на нашиот Спасител Исус Христос за неговите расширени раце, кои се уште се расширени и не повикуваат, дојдете, отворете ја вратата, сакам да бидам ваш гостин, да му возможиме Исуса, да влезе во нашиот живот и тој да биде овде и еден ден и ние со него во вечноста. Амин.